Првиот проект е повеќе електрични автомобили за почист воздух. Со цел да придонесеме кон понатамошно намалување на емисијата на штетни издувни гасови од возилата со бензински и дизел мотори, како и намалување на бучавата во урбаните средини. Во следниот период ќе преземеме низа на активности и мерки со кои ќе го стимулираме зголеменото користење на нови возила кои се целосно на електричен погон и кои имаат нула емисија на штетни гасови. Постојат различни видови на електрични автомобили, а тенденцијата е зголемување на нивниот капацитет, односно капацитетот на батериите, кои се главниот сегмент во автомобилот. Енергенсот што го употребуваат е електрична енергија, а полнењето се одвива преку специјализирани полначи кои генерално се со различен капацитет. Постојат брзи полначи, кои целосно ја полнат батеријата на автомобилот за 20 на минути и чинат околу 15.000 евра, и бавни полначи, кои за целосно полнење на батеријата, во зависност на мокноста на автомобилот, ја полнат до крај за околу 4 часа и чинат околу 1000 евра. Постои трет начин на полнење, а тоа е најбавно во обичен трофазен штекер, со кој полнењето до крај е околу 8 часа и најчесто се користи во сопствени гаражи или гаражни места. Многу од европските држави нудат различни пакети на поволности со кои се стимулира користењето на електрични возила. Нашата цел е следење на трендот електричните возила да станат наше секојдневие и во приватниот и во јавниот превоз. Наполнетата батерија во зависност на капацитетот на возилото може да вози без негово полнење до 300 или 400 километри. Да напоменам дека секоја година овие перформанси се подобруваат. Имено, секоја година индустријата вади поевтини, а истовремено побрзи полночи. Батерии кои подолго може да се користат и батерии кои се полесни. За оние кои не се доволно упатени, да подлечам дека полнењето не представува големо трошење на струја и не представува голем трошок. И уште нешто. Оваа индустрија започна со производство на поскапи вакви автомобили, сега произведува и поевтини и помали, а на последната годишна конференција за електрични автомобили во Барселона пред 10 дена се констатира дека иднината е производство и на мали и ефтини електрични автомобили, вклучувајќи и двоседи. Денес објавуваме мерки кои ќе започнат да се нудат од 2017 со цел да го поттикнеме купувањето на електрични автомобили кои имаат нула загадување. Побрзи се и многу помалку се расипуваат, бидејќи имаат и помалку делови. За таа цел го предвидуваме следниот пакет на мерки. Прво, увозот на нови електрични возила ќе биде со нула царина и без дополнителна акциза, односно без акциза. Второ, при купување на нови електрични автомобили ќе се применува повластената даночна стапка од 5% наместо сегашните 18% од ДДВ. Со ова ќе се направи дополнителна заштеда. Например, ако за возило од 30.000 евра данокот на додадена вредност изнесува 5.400 евра, со намалените на 5% ДДВ ќе изнесува 1.500 евра, односно 3.900 евра ќе заштети купувачот. Кој е генерално ефектот од овие мерки? Со овие мерки директно ќе се влијае на намалување на пазарната цена на возилото за околу 20% во самиот старт. Тоа значи, ако сега тип на електрично возило чини 35.000 евра, после овие мерки ќе чини 28.000 евра, што е заштита од 7.000 евра. Трето, покрај ова, владата на Република Македонија ќе дава субвенција за купување на електрично возило, и тоа од 3.500 евра за секој електрично возило, чија набавна вредност е до 25.000 евра. И субвенција од 5.000 евра за секој електрично возило, чија набавна вредност е над 25.000 евра.
мерката субвенции за ќе биде за физички лица, но и за правните лица за набавка до најмногу 5 возила во почетокот. Четврто, сите електрични автомобили ќе бидат ослободени од плаќање на патарина на сите патишта низ Македонија, каде што се плаќа патарина и тоа во период од 10 години, односно до 2027 година. Тоа значи дополнителна привилегија и заштеда на корисникот на автомобилот. Доколку, например, со автомобилот оди од Скопје до Градско и назад, ослободувањето од патарина ќе значи заштеда од 360 денари и тоа ќе може да го користи неограничен број пати. Ова е особена поволност за оние што патуваат секојдневно. Пето, сите електрични автомобили ќе можат бесплатно да паркираат на било кој јавен, односно државен паркинг во рок од 10 години, односно до 2027 година, вклучувајќи поземен паркинг, катни гаражи, обичен паркинг и зонски паркинг, кој се наплаќа. И на сите вакви паркинзи ќе има обележени и резервирани посебни места кои ќе бидат резервирани за паркирање на само овие возила. Истовремено ќе се предвиди со закон како оврска да се набават бавни полначи кои полнат до 4 часа во износ од 5% од паркинг местата, оние кои ќе се предвидени за електрични возила на сите јавни, приватни паркинзи, оние кои се под концесија, како и катните и подземните гаражи и зонското паркирање. Значи, секој гаражи, секој паркинг, секоја подземна гаража, катна гаража, зонско паркирање, 5% од местата кои што ги има определено за паркирање на автомобили ќе мора да ги има пополнето со полначи за електрични возила, оние побавните до 4 часа. Полначите кои ќе бидат инсталирани на паркинг местата, кои ќе бидат обезбедени, ќе бидат најатрактивните на паркиралиштето места. Оврската за истите ќе биде покрај спорите полначи да набават и по најмалку 2 брзи полначи, при што енергијата, односно струјата која се троши, ќе се наплаќа по цена која ја утврдува Регулаторната комисија за енергетика, за да не дојде до злоупотреби. Што ова значи низ конкретни бројки? Например, катната гаража Тодор Александров има 600 паркинг места. Сега со оваа мерка од 5% ќе мора да обезбеди 30 полначи за електрични возила од побавните до 4 часа и 2 брзи. Или пак катната гаража Македонска фаланга, каде има 450 паркинг места, значи дека ќе обезбеди 22 полначи за електрични возила, плюс 2 брзи полначи кои полнат до 20 минути. Исто така, во 2017 година, освен во Скопје, по најмалку еден брз полнач и 2 бавни ќе се инсталираат и на поголемите јавни паркинзи во општините Битола, Штип, Велес, Прилеп, Кочани, Кавадарци, Гевгелија, Радовиш, Крива Паланка. Исто, во 2017 година ќе се предвиди на паркинзите на сите хотели со 4 и 5 звезди да обезбедат по 2 бавни полначи за електрични возила. Дополнително ќе се обезбеди и законски пропис со кој ќе се воспостави оврска новите згради кои ќе се градат да предвидат инсталации за трофазни 8-часовни приклучоци во секое гаражно место во стамбените згради. Шесто, во првата фаза на електричните автомобили ќе им биде дозволено да возат и во приоритетен простор на сообраќајниците, на местата каде постои можност, а каде сега е дозволено движење на автобуси и такси возила, што значи дека електричните автомобили побрзо ќе се движат низ сообраќајот. Седмо, годишната регистрација на електричните возила во делот за надомест за патишта ќе биде бесплатен во наредните 10 години. Тоа после ќе биде заштеда во зависност од мокноста на автомобилот од 2500 до 3000 денари секоја година. За полесна идентификација, електричните возила ќе имаат посебна регистарска табличка со јасно видлив дизајн и веројатно со посебна боја на табличката, за да бидат препознатливи за многуте привилегии кои што ќе следат.
Осмо, со цел градба на инфраструктура за полнење со енергија на електричните возила, со закон ќе се предвиди задолжително вградување брзи полначи од самите собственици. Во 2017 на бензинските пумпи, на сите автопати и магистралните патишта во државата ќе има по најмалку еден брз полнач за електрични возила. Во 2018 на бензинските пумпи на сите автопати и магистрални патишта на секоја ќе има по најмалку 2 полначи брзи за електрични возила. Во 2019 година на бензинските пумпи на сите регионални патишта во државата да има по најмалку еден полнач за секоја бензинска пумпа. Планот е во 2020 година да се постигне покриеност на сите патишта со по најмалку еден брз полнач на секоја бензинска пумпа. Значи ќе се тргне од автопатиштата, па магистралните, па регионалните и на крајот сите бензински пумпи. Значи прво бензински пумпи на автопатишта, па бензински на магистрални, па на регионални, на крајот сите бензински пумпи да имаат барем по еден брз полнач. Дополнително со цел полесно користење на полначите и местата каде се достапни, во прва фаза ќе се пристапи кон изработка на електронска апликација за мапирање на полначите, која ќе може да се инсталира на мобилен уред. Имајќи во предвид дека најактивни учесници во сообраќајот се токму автобусите и такси возилата, а со тоа поради природата на работата завземаат и значаен дел од загадувањето на воздухот, во рамките на овој проект предвидуваме и мерки кои се наменети за овие категории учесници во сообраќајот. Градот Скопје во рамките на јавното сообраќајно предпријатие ќе отпочне со набавка на целосно електрични автобуси за потребите на градот Скопје. Со долгорочна тенденција, електричните автобуси до 2030 година да сочинуваат повеќе од 50% од вкупниот број автобуси во градот. Можам да информирам дека веќе градот Скопје и градоначалникот Коце Трајановски ги започнаа првите иницијални разговори за набавка на нови 50 целосно електрични автобуси. Односно, 20 големи автобуси, оние дводелни, со армоника зглоб на средината, и во кои ќе може да влезат 150 патника, 150 места за седење, со дизајн на трамвај и 30 минибуси. Набавката би била повеќе годишна, а средствата би ги покривале заеднички владата и градот Скопје по половина. Ова е веќе усогласено помеѓу градоначалникот на град Скопје и министерот за финансии, а плаќањето ќе е на неколку годишни рати. Со набавката на 20 дводелни, зглобни електрични автобуси ќе се постигне истиот еколошки ефект како за изградба на трамвај, кој чини неколку кратно поскапо, а и трамвајот и електричниот автобус имаат речиси нула загадување. Иако се планираше, трамвајот не се реализираше само заради високата цена, која ја побараа сите производители и можни концесионери, и со која, за да има приближно иста цена како автобусот, требаше 2/3 од цената да ја субвенционира државата, што заедно со инвестицијата за копање и поставување шини, како и набавка на возилата за трамвај, ќе ја чинеше државата годишна субвенција, под услов да го дадеше под концесија, помеѓу 11 и 14 милиони евра во периодот од 30 години секоја година субвенција. И тоа беше крајно неисплатливо. И затоа не се реализира. И покрај нашите големи обиди и разговори со многу производители. За разлика од тоа, набавката на 20 зглобни дводелни електрични автобуси со дизајн на трамвај, исто толку 20 возни коли во трамвајот требаше да се набава, значи бројката е иста. Не само што ќе го постигне истиот еколошки ефект, истиот број на кабини со ист број патници во него, истата брзина овозможена со резервираната лента, исто како кај трамвајот, удобност и слично, туку што е клучна разлика, ќе избегне раскопување на целиот град во период од неколку години заради градба на шините и побрза реализација и најважно,
Цена за се на се само околу 12 милиони евра. Проценета вредност кои ќе се исплаќаат во неколку годишни рати. 20 вакви автобуси ќе се обраќаат на линијата која беше предвидена за трамвај. Значи на истата линија која беше предвидена за трамвај ќе се обраќаат овие 20 електрични дводелни автобуси со капацитет и перформанси во смисла на екологијата исто како трамвајот. Загадувањето по однос на животната средина ќе биде нула од употребата на ваквите автобуси, кои се направени според највисоките еколошки и технолошки стандарди. Дополнително, ЈСП ќе нема трошоци за гориво. Понуда од ваков тип ќе биде овозможена и на другите општини кои имаат јавен градски превоз, односно ќе биде понудена исти услови на другите градови во Македонија кои имаат јавен превоз. 10. Имајќи во предвид дека освен автобусите и такси возилата се најчести учесници во дневниот сообраќај, ќе се стимулира создавање на такси компании само со електрични возила. Со измена на регулативата ќе овозможиме такси компаниите и поединците таксисти кои ќе имаат електрични возила да бидат ослободени од сите давачки кон градот кои ги имаат останатите такси компании, како и да добијат неповратни 5000 евра грант за секое ново електрично возило што ќе го набават. Полнењето со енергија на тие автомобили, такси автомобили, ќе биде бесплатно на сите државни паркиралишта во наредните 10 години. Треба да се има во предвид дека енергенсот, односно бензините, дизел горивата или плинот на кој работи такси возилото е и најголемиот трошок на таксистите. Сега, доколку се набави ново електрично возило, покрај поволностите кои следуваат за сите останати граѓани, кои ќе се одлучат за ваков тип на возило, таксистите ќе се помогнат со неповратен грант од 5000 евра, како и полнење на автомобилот кој ќе биде бесплатно за нив во рок од 10 години. 11. Секоја јавна институција, државна или општинска, како и секое јавно предпријатие, формирано од владата или од општините, доколку пристапи кон јавна набавка за набавка на патнички возила за сопствени потреби, со која се предвидува набавка над 3 возила во текот на една фискална година, ќе биде обврзана најмалку половина од набавените возила да бидат електрични. Оваа набавка се однесува на возилата кои се набавуваат врз основа на купување или лизинг. Со ова, државните и општинските институции ќе демонстрираат одговорност и ќе дадат свој придонес кон намалување на загадување на воздухот. За сите овие мерки ќе се организира и јавна расправа, при што секое стручно мислење ќе биде добре дојдено и во наредните 2 до 3 недели овој проект е отворен за сугестии, промени и доработка во насока на подобрување на проектот. Сето ова во кратки црти. Оној кој ќе се одлучи да купи нов електричен автомобил, кој сега чини, например, 35.000 евра, значи релативно поскап, ќе биде ослободен од царина, дополнителна акциза, ќе има намалено ДДВ од 18 на 5%. Тоа ќе значи дека ќе дојде до цена од 28.000 евра и ќе оствари заштета од 7.000 евра. Дополнително ќе добие субвенција од 5.000 евра, бидејќи ќе купи возило поскапо од 25.000 евра. Ќе заштедува секоја година до 3.000 денари за регистрација, од која ќе биде ослободен во делот за надомест за патишта. Ќе биде ослободен и од патарина, ќе има можност за бесплатно паркирање, како и брзо полнење на автомобилот. Ќе има приоритет во движењето во сообраќајот и ќе има и достапна инфраструктура за полнење. Кои се предностите на електричните автомобили и зошто се одлучивме за ваков вид на поддршка? Сите развиени држави и државите во развој се трудат да го поддржат процесот за замена на стандардните со електрични автомобили. Например, околу 29% од автомобилите во Норвешка се на електричен погон сега, а од 2025 година сите автомобили кои ќе бидат ново продадени ќе мора да бидат на електричен погон во Норвешка. Различни видови на владина поддршка за купување на електрични автомобили
даваат голем број на држави како Холандија, Норвешка, Велика Британија, САД, Германија, Грција, Унгарија, Италија, Романија и други. Електричните автомобили имаат неколку предности во споредба со автомобилите со класични мотори, со внатрешно осигурување, како што се: прво, значително намалување на загадување на воздухот, бидејќи тие немаат ауспух и затоа не испуштаат штетни гасови од зградениот извор на енергија во моментот кога возилата работат. Истражувањата покажуваат дека движењето со електрични возила е за над 97% почисто од автомобилите со мотор, со внатрешно осигурување. Електричните возила произведуваат нулта CO2 емисии, истовремено произведуваат намалено испуштање на стакленичките гасови од вградениот извор на енергија, во зависност од горивото и технологијата користена за создавање електрична енергија за полнење на батериите. Ниски трошоци за одржување, нема зависност од нафтата и бензините, чија цена рапидно знае да расте во одредени периоди и години. Нема менување на масла и слични потрошни материјали. Многу поретко имаат дефекти отколку обичните. Побезбедни се од стандардните автомобили и со поголема мок на управување. Нема елементи кои се лесно запаливи. Полесни се од стандардните автомобили, но и полесно управливи, бидејќи управувањето се одвива компјутерски. Овие фактори гарантираат и помали последици при евентуален судир. Произведуваат значително помалку бучава, имаат поголем багажен простор. Енергетски се поефикасни. Обично, класичните автомобили на бензин ефикасно користат околу 15% од енергетската содржина, која го придвижува возилото или пак служи за напојување на додатоци, а моторите на дизел можат да достигнат ефикасност од 20%. Додека пак е возилата со електричен погон имаат вградена енергетска ефикасност од 80%. И долгорочно гледано, се економски поисплатливи споредено со класичниот автомобил со мотор на внатрешно осигурување. И тука е една од поголемите заштеди. Иако просечната цена е над 25.000 евра за вакви автомобили, со примерот што го дадов, статистиката покажува дека, внимавајте, еден автомобил ќе потроши приближно 1.000 евра трошок за 100.000 километри, а возилото од иста класа со бензински или дизел мотор ќе потроши дупло од иницијалниот трошок за купување на возилото, со што може да дојдеме до компензирачка цена зошто електричното возило чини повеќе на самиот почеток. Пример, со возилото купено за 25.000 евра, за 100.000 километри ќе потроши 50.000 евра за гориво, ако е бензинско или на дизел, а електричното само 1.000 евра. И тука се гледа огромната заштеда која се прави со електричните возила. Нас целта со оваа мерка ни е да отпочнеме еден процес кој ќе значи давање на можност на граѓаните кои ќе се одлучат за ваков автомобил, како и фаќање на чекор со процесите кои се движат на глобално ниво, а се во насока на заштита на животната средина. Тоа е околу поволностите за набавка на електрични автомобили.